А ние го должиме одговорот на прашањето кое јас ви го поставив. Која беше инспирацијата токму за поезија? Само да кажам претходно дека имам 4 книги објавено, од 2011-та првата, па се нижеше втората, третата и во март-април, како што се сеќаваш, Суза, Дамари. Се случи токму Дамари. Така, 2015 година. Сега следи и наредна, се надевам дека ќе има и наредна. Инспирацијата е голема, затоа што мојот светоглед е Македонија. Како да не биде Македонија за мене инспирација? Заре може да се заборават сите оние битки што поминале, сите оние гробови попатни, па и оние секаде што се и затварани и отварани, уништувани, значи млади животи. Онолку колку што има вода во Македонија, извори, реки, езера, колку што е напоена нашата земја со вода, мислам дека толку е натопена и со крв. И со солзи. И со солзи. И ако не си го почитуваме ние, нашето, своето, како да очекуваме некој друг да го почитува нашето? Значи, пред се, да си ја сакаме Македонија, таа е наша, друга немаме татковина, немаме друга мајка. Жално е сето тоа што се случувало од древноста, па еве и не многу одамна 2001-та, па и ова лето. Меѓутоа, се случувале и кражби од манастири, од цркви, што жално е што тие артефакти, како што се ракописите словенски, се наоѓаат и ги красат многу туѓи музеи, како што се во Лондон, Берлин, Париз, а додека нашите музеи остануваат многу попразни, отколку што се сите тие работи однесени, кои со крадење, кои со продавање, кои со отуѓување. И токму тие старословенски ракописи во 1971 година Владимир Мошин, рускиот научник, благодарение негово, се создава археографска збирка со 270 словенски ракописи и е прогласена за збирка од прва категорија, затоа што во таа збирка се наоѓаат од 13 до 19 век токму тие словенски ракописи. Значи, една земја се цени и покрај тоа што имаме многу работи на оѓалишта и сето тоа што го знаеме. Значи, се цени и со раритетните збирки, затоа што тоа е едно огромно богатство, како што е токму ова археографска збирка што јас кажувам. И во неа содржат, значи, вруточки евангелија, 4 евангелија, значи Зрзевски, Струшки, меѓутоа би имало и многу повеќе. И ете, токму благодарение на тој Владимир Мошин, што бил професор во Загреб, Белград, па и на нашиот филозофски факултет, ја имаме таа археографска збирка. Така. Благодарам за ова исцрпно излагање, токму како вовет ни беше и потребно. Дали имаме, можеби, ние изумив да му го подариме, да го прашаме Мирослав од Дорче, дали би сакал, доколку ни се јави повторно или пак доколку изрази желба, ние сме расположени да му подариме, бидејќи Вики беше љубезна и ни донесе 3 од незините последни збирки, 4-та поред збирка на поезија. Значи, доколку не можете да не добиете сега, јавете се после завршувањето на емисијата, доколку останат, ние сепак би сакале и вам да ви ја подариме. Вики, секое твое појавување во јавност, на јавен настан, каде што си дел од многу настани, каде се обединети од токму од пишани, од збори луѓе слични на тебе, со исти афинитети, со исти размислувања, секогаш имаш елементи на тебе, на твојата гардероба или комплетно на твоето појавување со елементи од Македонија, символ некаков, па макар нека и во боите на Македонија, како што и денеска имаш нешто во црвените бои. Тоа е случајно избрано или смислено, осмислено? Па не е случајно, затоа што внимавам што ќе облечам, како ќе облечам и кога веќе си пишувам.
слободно. И кога веќе, значи, пишувам за Македонија, творам за Македонија, да, сакам секојаш да имам и по некој... Треба изгледаш како Македонија. Да. Така, се во едно. Баш така. Браво. Ај сега